Što je to al-aliha, bogovite? Što treba da ih negirаме? Što je? To je što se podrazbira pod bogovije, sve što se sredno se bara pomoć za da se postigne korist. كلما قصدته بقلبك في جلب نفع أو دفع ضر مما لا يقدر عليه إلا الله فقد اتخذته إلها. Sve što mu se obratiš sa tvoje srce, kaj njimi, za da stigneš nekoja korist, znači pravi ti je nekoja korist. Misliš sa tvoje srce, da kako mu se obratam, ako gi obožavam ovije bogovi, ti je ke mi daje nekoja korist. Ke mi pomogvet vo studiranje. Ke mi pomogvet, ko obožavaš kamenot, Buda. Ajde Buda, pomogni mi da go položam ispitot. Ili pak da ti ostranit nekoja šteta, nekoja lošo. Mu se moliš nego, o Buda, ajde, spasi me od nekoje neprijatelj. To je, go imaš zemano za Bog. Nego. Velit, posle velit, mimma la yaqdiru alayhi illa Allah faqad ittakhadhtahu ilahan. Ako mu se obratiš na nekogo sa tvoje srce, zato da ti misliš da toj doj da ti donesi nekoja korist ili pak da ti ostrani nekoja šteta što ne može da go napravi to osven Allah subhanahu wa ta'ala, go imaš zemano za Bog. Jasno? Jasno? Allah subhanahu wa ta'ala velit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Имат от луѓево што имаат земано богови, ги обожаваат други богови освен Аллах субханаху ва таала и ги сакаат ними повеќе од Аллах субханаху ва таала. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Allah veli tие што веруваат на вистина, овие го сакаат на Аллах субханаху ва таала повеќе од све. И нема никогаш да ја стигнеш, нема да го стигнеш под полниот иман, се додека да биде Аллах субханаху ва таала посакан кај тебе и посланикот салаллаху алейхи ва селем од све. Од твојот татко, твојата мајка, твоите деца, твојата фамилија, твоето богатство и све што те окружи на овој свет. Нема да го стигнеш сласта на иманот. Така вели посланикот салаллаху алейхи ва селем во хадисот што пренесвит Енес ибн Малик радијаллаху таала ан ибн Аббас, посланикот салаллаху алейхи ва селем еден ден беше мал тој, 6 години негде, 8 години негде, го качил позади него на магаре. И му рече, ја гулям, о сине моје, или еден, како го преведете вие ова, побо. Ја го, о младеж, или о дете, инни уаллимука келимат. Јас ќе ти ги поучам некои зборови. И вие треба да ги поучите овие зборови од кај мене до кај вас. Ихфазиллаха јахфазк. Чувај го на Аллах, Аллах ќе те чува тебе. Како ги чуваш Аллах? Како? Tvoj pogled, čuvanje na naredbите и тргање забрана. Така се чува Аллах субханаху. Аллах не треба за чувар. Нема потреба за чувар да го чуваш ти или ја. Него тој значи чувај ги Аллаховите наредби. Направи све што Аллах субханаху таала ти има наредено и оддалечи се од све што ти има забрането, Аллах ќе те чува тебе. Ихфазиллаха таджидху тиджахак ау туджахак. Чувај го на Аллах субханаху таала, ќе го најдеш пред тебе. Кој знае тоа? Како го најдеш пред тебе? Добре, имате читано вие Шерх Арбаин или немате читано, Чувај го на Аллах субханаху таала, ќе го најдеш пред тебе. Секогаш кога ќе имаш некоја мака, ако ти ги имаш чувано Аллаховите наредби, имаш правено све што ти имаат наредувано Аллах субханаху таала, си имаш оддалечено од харамите, секогаш Аллах субханаху таала е пред очите твои. Го обожаваш на Аллах субханаху таала како да го гледаш и ако не го гледаш, знаеш дека тој те гледат, Аллах субханаху таала ќе ти ги олесни сите работи.
si te shkoti. Ta'arraf ala Allahi fi rrakhai ya'rifka fi shidda. Poznavaj go na Allah subhanahu wa ta'ala, do te ka si rahat. Koga spiješ во твојот кревет? Кога излегвиш сега си слободен, немаш никоја мака, спомни го на Allah subhanahu wa ta'ala кога си во овие добрини. Во овие благодати од Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ќе те познава тебе кога ќе имаш мака, ќе ти помогне. Ова значи таџидху туџахак. И после му вели посланикот саллаллаху алейхи ва саллем овој хадисот. Дознавај дека целиот народ, целиот умет, целиот умет ова е цел свет, да се собери на едно место, да ти донесе тебе еден корис, не може да ти донесе освен тоа што Allah subhanahu wa ta'ala имат напишано за тебе. Тоа ќе дојде. Ако се собере да ти наштетат нешто, абе да те убијат, да сака да те убијат, цел народ да се собери на едно место, тебе да те убијат, не може да те убијат. Ама ова лесно е да веруваш на ова или тешко е? Тешко е. Тешко е да веруваш ова верување. Како бе цел народ, замисли, Америка, цела Русија, Кина, Канада, све да се собере на едно место, мене да ме убијат и да не може да не ме убијат. Лесно е да веруваш? Не е лесно. Знаеш ти кои се тие бе? Па тие авиони бе имаат. Па тие имаат ракети бе, атом имаат. Све имаат. Лесно е да веруваш или не? Не е лесно да веруваш. Посланикот вели да сакаат тие да те наштетват нешто, не може да ти наштетват. Сите да се соберат на едно место. Гледаш дека некој има сватен ум во овој хадисот уште или не? Не само ние. Општо кај народот нон-стоп се спомни овој хадис, ама тешко, малце се оние што го има сватено на вистина ова. Што му е влезено во срце ова. Вели посланикот саллаллаху алейхи ва саллем после руфиатил акламу ва џаффати сухуф. Калемите кренати се. И лисјата се има сушено. Све Allah subhanahu wa ta'ala има напишано што ќе ти се дешава тебе и мене. Затоа обожавај го на Allah subhanahu wa ta'ala. Вистинско обожавање. Немој да го стигнеш некој задоволство од некој створение, што немој да ти донесе ни корист, ниту пак да те штетит. После, васуарул алихати кафиратун. Врзност кон лекарите. Ово ти е првиот Бог. Што некои ги обожаваат лекарите. Второто, овие што имаат мака со џиновите. Ти му велиш, брат, Allah е оној што лечи. Не, ти, кога ме учиш мене, ти одма мене шејтанот ми бега. Allah те лечи, јас сум себе ти учам, Куран те упоучам што треба да правиш. Allah е оној што те лекува. Allah е оној што мој да го истај или пак да го гори тој шејтан, што е натрај. Allah е тој. Не сум јас сум човек од тебе. Јас само му се молам на Allah subhanahu wa ta'ala да те олечи и да ти кажам што треба да правиш, што Allah subhanahu wa ta'ala сака од тебе и што не сака од тебе да правиш. Тоа е мој. Не да се мислиш дека филан учачот тој мој да те лечи. Иначе го имаш земано за Бог. Го обожаваш. И затоа после шејтанот кај тебе илјадници години нема да излегне. Хајде продолжи. Или конапчињата. Конапчињата. Ако не пијам ја диазапам, брат, готово. Јас ќе умрам. Пошвид депресија. Одма, ако малте му фали диазапам од него дома Димитринат, како ќе спиете овој вечерва? Како ќе спиете овој вечерва? Зашто нон-стоп мисли диазапамот, ако не е ја, мрда тој од умот. Заборај дека Allah subhanahu wa ta'ala е оној што ти дај здравје, брат, Allah е оној што ти дава здравје, не диазапамот, не Димитринот, не аспиринот. Тие се себе би ти помогли да ти олеснет, ама немој да се приврзуваш, ако не е тој јас умрам. Готово. Иначе го има земано за Бог. Ајде. И да се верува дека оздравувањето доаѓа од нив. И преку подпирање на трговија или работа. И да се верува дека богатството доаѓа само од трудот. Машаллах, колку убаво кажа, видите? Некој мисли дека ако не работи, тоа ќе умрит. Ако немат работа, ќе умрит. Мисли дека рскот само од работата е. Ако немат работа, овој мрдат од умот. Што ќе правам сега, ќе умрам. Рскот е кај Allah. Субхану таала. Работата е себеб.
Ne znači to da ne работиш, da vidiš дембел. Немој да го сватиш лошо ова. Него немој да се наслониш кон работата. Зашто некој работи повеќе од тебе, а нема пак да јаде да пие. Знаете ви ово? Работи нон-стоп човекот и пак да нема да јаде да пие. Значи не бил раскот кај работата. Некој е попаметен од тебе во бизнисот, ама пак нема да јаде да пие. Или колку за да живеат имат. А ти што имаш некој бизнис јак, и му се имаш наслоната на бизнисот, мислиш дека тоа е обсорвата, забораваш дека Аллах, ти ќе бидеш како Карун. Карун го познавате во Куранот? Читајте во сура Касас, да не должам. Ќе ви кажете Аллах, кој е Карун, кој е биден. Кога му велеше Муса алейхиссалам, му велеше, благодари му се на Аллах за овие добрини, благодати. Ова трговија што има стигнато, овој степен на знаење, јак бизнисмен. Тој велеше, ова го имам стигнато со моето знаење. Јак сум, па го имам стигнато. Колку имаме така, ние, денеска? Колку се има мачене за овој бизнис. За да стигнам до овде. Да, овде се имаш мачено. Ама, речемо на Аллах субхану ва таала, алхамдулилlah. Зашто тој ти има дајна ова мудрост, тој ти има дајна ова богатство. Иначе имат помудри од тебе, ама нема стигнато за тука. Зашто толку ми имат пишано Аллах, руфиат ил аклам. Што кажавме? Се имаат кренато калемите. И лисјата се имаат сушено. Све Аллах субхану ва таала имат наредувано што ќе биди. Ќе бидиш богат или ќе бидиш, и то од кога? 50.000 години пред да те створи тебе. Имат напишано како ќе бидиш ти. Плюс уште еднаш имат напишано каде, додека си биден ти. Каде? Кај си биден? Мелекот иде шакијан ау саид. Ќе бидите овој со добар рзк, со добра обскрба, или пак ќе бидите со лоша обскрба. Нема да бидите задоволен.